Војната во Украина, неажурноста на институциите, високите цени на репроматеријалите се само дел од причините кон кои Сојузот на земјоделски производители од Југоистокот го впируваат прстот за катастрофалните цени и пласма на струмичкото производство. Загрижува фактот, велат од Сојузот, што токму овие и низа други причини ќе доведат и до намалување на земјоделските површини, а македонците ќе јадат се поскап зеленчук и овошје. На крајот останал самиот земјоделски производител да си го плаќа цекот и мислам дека цекот ќе го плати оваа година нашиот земјоделски производител, меѓутоа ќе бидеме сведоци да во наредната година, имајќи го сето она што се случува и ако дојде, ако продолжи трендот на зголемување на цените на репроматеријали, ќе бидеме сведоци на уште помали површини застапени со растителни култури. Меѓутоа, мораме да го потенцираме уште еден податок на кој наидува нашиот земјоделски производител. Еве веќе почна фазата на прибирање на житото, а во најголемиот број региони се уште не се знае по која цена ќе биде откупено житото, така да нашиот земјоделски производител, не само градинарот, еве и полјоделецот наидуваат на проблеми. Струмичките земјоделци веќе навлегува во вториот циклус на земјоделски производи, кои генерално завршуваат во преработувачките капацитети. Но разочараност има повторно, несигурните цени и без договори веќе ги става земјоделците во грч, Дециден Велков. Тоа зачудува податокот да како никогаш досега нема никакви средби заедно со преработувачите и земјоделските производители за колку толку да установат по која цена ќе бидат продадени нивните производи. Мислам дека затајува тука и Министерството за земјоделие, кое по секоја логика треба да биде како посредник меѓу преработувачите и земјоделските производители за колку толку да се најде решение колку количини им се потребни на преработувачите, а исто така нашиот земјоделски производител колку отприлика треба и може да производи и по која цена би биле продадени нивните производи. Спасот и понатамо останува во организираното земјоделско производство. За земјоделците тоа значи сигурен пласман, за откупувачите сигурна суровина и исполнување на договорите со странските партнери. Следејќи ги трендовите на понуда и побарувачка на светските берзи, земјоделците и откупувачите преку договорното производство заеднички ќе можат да го организираат производството, да направат план за потребните количини и квалитет, а со единствена цел да се спречи појава на вишок на земјоделски производи.